Добро, благодарам председателе, почитувана министерке. Јас ќе бидам многу кратка, бидејќи веќе моите колеги главно се осврнаа на измените на законот, кои што рековме дека ќе ги поддржиме, но во второ читање ќе сакаме да интервенираме со одредени амандмани кои што ќе значат подобрување на законското решение. И ја поздравувам поддршката за јавна расправа. Јас мојот говор го имав конципирано така да ќе се повикав на интерпартиската парламентарна група за лицата со попреченост, во која што ние сите учествуваме, а скоро над 50 пратеници учествуваат. Мисля, че ние председател, координаторот на СДСМ Јован Митревски, добро беше дури да ја свикаме таа интерпартиска парламентарна група, која што многу повеќе здруженијата на граѓани ја имат разработена ова проблематика од нас, меѓутоа еве на јавната расправа ќе учествуваат сите граѓански здруженија и ќе кажат свое мислење. Јас само министерке нема да се повторувам, реков со моите колеги, меѓутоа споменавте и ние тврдиме дека најголем проблем тоа е и докажано до сега со личните и образовни асистенти е тоа што е мал интересот и големот број од нив почнуваат, а потоа ја напуштаат таа работа бидејќи е малку платена. И вие кажавте според одредени проценки колкава е сумата на плаќање по час, меѓутоа овде ако сумата која што вие викате дека предложениот закон повлекува финансиска обврска за обезбедување на средства за негово спроведување во висина од 21.408.000 денари од буџетот на Република Македонија, и ако се подели оваа сума со 200 асистенти, колку што вие проценувате дека ќе ја покријат оваа лична асистенција и се подели на 12 месеци, доаѓа 8.920 денари. А не таа бројка што кажавте вие 18.000. Јас колку што се информирав за лицата кои што моментално користат лична асистенција, тоа се од 18 до 65 години, асистентите негде се платени околу 13.500, дали имаат по двајца, по две лица на кои што вршат асистенција или информацијата не ми е точна. Значи, за да имаме, се разбира, ова е една тешка проблематика, еве бројката ја слушавме од мојата колешка, над 3.000 лица со попреченост имаме, деца. Сериозно треба сите да се зафатиме и навистина е предизмик за Министерството за труд и социјална политика, меѓутоа без системско решение, без вработување на овие лица, осигурани, бидејќи земат додаток, а не се осигурани, не им тече работен стаж, тешко дека ќе можеме да ја постигнеме целта. Посебно сега кога вршиме проширување на овој член и зборуваме за дечино од 6 годишна возраст. И со образовните асистенти го имаат истиот проблем. Децата се или не го прифаќаат асистентот на почеток, па со крајни напори ќе успеат да го прифатат. По неколку месеци си бега, тој треба друг да дојде. Значи, зборуваме се една категорија на дечина исклучително сензитивни. Возрастен човек од 40 години и да се промени асистентот нема толку тоа да се одрази. Меѓутоа за дечина од 6-7 годишна возраст и како тоа ќе биде проблем, затоа потребно е системско решение и на личните асистенти и на образовните. Исто и мене ми беше дилема, бидејќи задира. Јас кога се слушна со одредена вработена кој што ја знае ова проблематика, ми рече и правите измени во законот за основно образование, не му викам во труд и социјала. Значи има одредена колизија, меѓутоа вие најавивте дека ќе има измени во законот за образование, во законот за здравствена заштита и така се решаваат овие проблеми со тие три министерства секаде во светот, па ќе видиме која ќе биде измената. Во секој случај главниот проблем за да можеме да биде ова одржливо, па е понатаму да се проширува, а ние сметаме дека и сега треба да се прошири, бидејќи даваме значително средства, непродуктивни трошоци, на овие луѓе им треба помош. Исто споменувате, ова може би не е во ваш домен, повеќе во образование, во Заводот за рехабилитација на деца со оштетен слух и говор во Битола, најавено е
дека од наредната година нема да се врши упис на дечина. И сега вие зборувате за популизам, за одредени законски решенија, не сме биле подготвени. Јас не бев дел од претходен состав кај што се носел законот за основно образование, инклузијата на дечината со попреченост, но сметам и не само јас, и народниот правобранител, и родителите кои што реагираат, дека не бевме подготвени тоа да го направиме и се уште не сме подготвени, ама еве да се надеваме дека во иднина ќе се надминуваат проблемите и да не се избрзува со некои такви решенија, да се затвори заводот каде што се згрижени дечината и со оштетен слух, меѓутоа таму има и сензорна соба каде што има деца со развојна дисфазија, со аутизам, да не се избрза премногу, па потоа да се соочиме со сериозни проблеми. Не сме се уште спремни за целосна инклузија во образованието. Тоа е барем моето мислење. Ви благодарам.